Граѓаните ако решиле ќе се веруваат само на својот извор и ќе си ги црпат и користат информациите само од таму, верувајќи безрезервно и безусловно на она што го гледаат, слушаат или читаат. И кога креаторите на такви содржини ќе препознаат такви елементи, такво поведение кај граѓаните, тие се уште помотивирани да работат на тој начин. Отварањето на Facebook групи, портали, некакви канали на социјалните мрежи за да се шират таков тип на информации не е нешто ново. Ние знаеме дека кај нас се случували и ќе продолжат да се случуваат такви работи. Тоа е и причина и последица за поларизацијата во општеството, и кога граѓаните се поделени по различни основи, многу е веројатно да се очекува дека ќе бидат поделени во однос на овие теми и прашања. Меѓутоа, техниките на препознавање на таквите проблематични појави, особено во онлайн светот, се јасни. Да се биде скептичен кон она што се пласира таму, да се провери, да се спореди, да се спореди она што е објавено на социјална мрежа во медиум, во неколку други медиуми, во светските медиуми, да се види од каде е преземена содржината, дали е преземена како што треба. И сега овие работи, знаете како, не успеваат преку ноќ, меѓутоа, ако знаат граѓаните дека е тоа техника која што помага да се прави дистинкција меѓу добар и лош извор на информации, условно кажано, тогаш можеби тоа и многу позабрзано ќе донесе некакви ефекти и резултати. Сепак медиумската писменост е процес кој што не носи резултати преку ноќ, меѓутоа најдобро можеме да си помогнеме самите себе си.